Алиса паѓа во морето. Еднаш Алиса тркаланка отишла на море, се влюбила во него и не сакала да излезе од водата. Алиса, излези од водата, ја викала мајка ѝ. Доаѓам, одговорила Алиса, но си помислила, ќе останам во вода се додека не ми пораснат перки и не станам риба. Навечер пред легнување во огледалото си ги гледала рамениците за да види дали растат перки или барем некоја сребрена лушпа, но кога не успеала добро да се измие на тушот, наоѓала само песочни зрнца. Едно утро отишла на плажата порано од обично и сретнала едно дете кое собирало морски ежови и школки. Малиот бил рибарски син и добро се разбирал во морските работи. Знаеш ли како може човек да стане риба? Го прашала Алиса. Веднаш ки ти покажам, одговорило детето. Тоа го оставило на еден камен крпчето во кое ги собирало ежовите и школките и се фрлило во морето. Поминала една минута, поминале две, детето не се појавувало на површината, но ете, се појавил еден делфин кој се превртувал меѓу брановите и фрлал весели бликови во воздухот. Делфинот дошол да си игра меѓу нозете на Алиса и таа не чувствувала ни најмал страв. Помалку делфинот избегал со еден брз удар на опашот. На негово место се појавило детето кое собирало морски ежови и школки и се насмевнало. Гледаш колку е лесно? Видов, но не знам дали јас ке можам. Обиди се, Алиса се фрлила во морето, горејќи од желба да се претвори во морска звезда, но наместо тоа паднала во една школка што се продзевала и веднаш си ги затворила капаците, заробувајќи Алиса заедно со сите нејзини желби. Еве пак непријатности, си помислило девојчето, но каква тишина, какво свежо спокојство таму долу и таму внатре. Колку убаво ќе биде да може човек да живее на дното како некогашните сирени. Алиса воздивнала, се сетила на мајка си, која си мислела дека ќерка и се уште се наоѓа во постелата. Се сетила на татко си, кој токму таа вечер требало да дојде од градот до што била сабота. Не можам да ги оставам сами, многу ме сакаат, овој пат ќе се вратам на земјата. Туркајќи со рацете и со нозете успеала да ја отвори школката, достатно за да може да излезе и да се врати на површината на водата. Детето со ежовите веќе било далеку, Алиса на никому не му раскажала што ѝ се случило.